Министерот Бујар Османи ќе потроши речиси 2 милиони евра за само една конференција која треба да се одржи во декември. Елмедин Адеми, внукот на поранишниот министер Абдулаким Адеми и неговата градежна фирма Eurovia од Жилино, ќе добијат еден за преку 8 милион евра за преадаптација на спортската сала Борис Трајковски во пресред на министерскиот состанок на ОПСЕ со кој ќе претседава Македонија. Согласно договорот, по завршувањето на состанокот, целиот ентериер треба да биде демонтиран и спортскиот центар да се врати во првобитната состојба. Потука и прашањето што ќе стане со опремата вредна речиси 2 милиони евра кои ги зема Eurovia од Жилино. Алфа постави прашање до раководството на спортскиот центар, но директорот Филип Даскаловски за одговори не препрати до МНР. За сите прашања може да се обратите до Министерството за надворешни работи. Ние како институција немаме никаква поврзаност со тендерските постапки кои се однесуваат во насока на одржувањето на министерскиот самит. Градежната фирма Eurovia за неколку месеци добила на тендер неверојатни 4 милиони евра од државната каса. Освен Министерството за надворешни и Министерството за внатрешни работи во мај годинава склучило договор со истата Eurovia од Жилино за изградба на полициска станица во општина Аеродром, вреден 2,1 милион евра. Фирмата која ќе ја гради полициската станица е избрана од четврта среќа, откако претходно 3 пати постапката била поништувана. Исто така оваа фирма и низиниот сопственик Елмедин Адеми важат за најголеми донатори на ДУИ за 2022 и дури го имаат надминато законскиот лимит. Додека министерот Бујар Османи решил за организација на состанокот да потроши милиони од државната каса за столчиња и маси кои се потребни само неколку дена, за речиси сума од 2 милиони евра може да се изгради од темел целосно нова спортска сала.